Вице-премиерката Мила Царовска многу е зафатена со изборни активности, па затоа нема време да се посвети на странските компании, рече министерот за економија Крешник Бектеши откако таа ја префрли топката во неговото министерство за тоа кој е крив што странските компании наместо поевтини ќе плаќаат поскапи царини за производите. Бектеши и порача на Царовска дека треба да ги знае процедурите во економскиот дел, зашто таа е вице-премиер за економски прашања. Рече дека секој што работи на висока функција треба да ги знае процедурите. Господјата Царовска и таа треба да ги знае процедурите, посебно во економскиот дел, пошто автономни мерки, ако мисли за автономни мерки, се носат со оправданост, економска оправданост што ја дава Министерството за економија, но дополнително и мислење што се однесува до фискалните импликации од страна на Министерството за финансии, а тоа треба да ја координира вице-премиерката Царовска. До овој момент кога зборуваме, вице-премиерката Царовска не доставило такво барање во Министерството за економија. Можда не е запознаена, се занимава сега со избори, тоа е незина работа. Мила Царовска пак претходно не упати одговор да побараме во Министерството за економија. Тоа прашање ќе го поставите до Министерството за економија директно, инаку има преговори со Стопанската комора, тоа министерство има разговори и сметам дека по завршувањето на овој период во кој што законски има пречки да се остварат тие права, дека понатаму тоа ќе се оствари. Инаку Царовска за време на пандемијата буквално ја немаше никаде, па сега откако почне изборната кампања, секој ден посетува фирмино во својство на вице-премиер. Претходно и министерката за финансии се правдаше дека компаниите навреме не доставиле барање, па затоа не можеле да им излезат во пресрет. Мора да се испрати барањето со економска оправданост, изработува Министерство за економија, во согласност со Министерство за финансии се предлага ваквата мерка, бидејќи во овој период, како што кажав, не е возможно да се донесе автономна мерка. Иако рокот за привремената мерка за 50% попуст на дел од царините заврши на 1 јули, власта ги игнорира апелите на странските фирми за продолжување на мерката, односно изедначување на царините со оние во Европската унија. Инаку Алфа уште пред неколку дена го објави дописот на Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство кои бараат одговори од власта, се со цел за да може да го планираат производството. Но од таму периодов само си ја префрлаат топката. Инаку инвеститорите имаат приходи кои достигнуваат скоро 3 милиарди евра годишно, но и вработуваат нешто повеќе од 28.000 работници.